Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Филип Чаловски. Ова е ФД Кулинарското училиште, а вие гледате 180 степени на телевизија Телма. Може би претпоставувавте од досегашните епизоди што ќе подготвуваме денес. Јас само ќе ви помогнам и ќе кажам дека денешната епизода ќе не пресели во Виена. Вака тимски, заедно одиме на едно патување во Виена и што е символ на Виена, ако не Бечката шницла. Ајде, Беч, да кажеме. Ние што се лага малце постари генерации, ние го знаеме како Бечка школа, не за џаве Бечка школа е Бечка школа и ние ќе поставиме на Бечка школа за виенска шницла, еве така да се изразиме. Имаме 45 минути, имаме малце нови правила денес. Спремни сте за нови правила? Да. Што мислите вака, дали сте више уигран тим? Добро. Ајде да видиме колку сте уигран тим. Денеска сум позитивна енергија, спремен, наспан, така да задоволен сум. Си терам тоа. Па расположен сум денеска за готвење, да ви кажам право, станав весел нешто од сабајле. И така. Во кујната најбитни три работи. Кои се? Вашата подготвеност, вашата организација, контролата и најбитно да функционирате како тим. Тоа е нешто што до финалето ќе ни даде на нас една сериозна димензија, каква што постигнавме и досега, а на победникот понатаму ќе му даде тим на кој што секојаш ќе може да смета, исто како и вие, секој еден од вас, се надеваме дека ќе може да смета на својот тимски колега. Денес функционирате како тим. Што значи тоа? Оставам на вас, ќе имате време од 2 минути да се организирате и да се договорите за сите оние додатоци што виенската шницла традиционално ги нуди. Имаме специјална гостинка од Виена, која што 8 години има живеено во Виена и многу добро ги познава пред се вкусот на виенската шницла, понатаму сите тие додатоци што традиционално се служат. Ние сме одомаќиниле виенската шницла, со тоа што кај нас често се сретнува тартар сос, што не е никаква грешка, тоа е нашата верзија, така да ќе треба да направите тартар сос, ќе треба да направите мармалад од брусница, ќе треба да направите нормално салата од компир. Така. Сега, за виенската шницла веќе го подготвивме месото. Имаме месар кој што е добар пријател, секако ништо без него, ни ги подготви шницлите, веќе ги омекна, исчукани се, спремни на идеална дебелина за виенска шницла, околу 4 до 5 мм. Само ваше е да испанирате фино, што е исто голема наука, и да спржите, што би рекол дека е најкритичниот момент во овој предизвик. За пржењето ќе добиете некои насоки, за вкусот ќе добиете насоки, додатоците сакам да се договорите тимски, да ги правите и сите да ги имате на користење во тек на предизвикот. Кој што ќе одлучи да стави тартар, слободно, кој што ќе одлучи да го изостави, исто така ќе го почитуваме како избор. Најважно е да видиме љубов во секој ваш тањир. 45 минути. Друго прашање, нешто до мене. Имаме супер ментори, ќе ги најавам за кратко, а имаме и специјална гостинка, која што се сеќава многу добро на виенската шницла и почуваме сега. Денес се осеќам. Спремна сум за некој нов рецепт. Овде кога доаѓам ми е преубаво, бидејќи обожавам да готвам и ми поминуваат емисиите многу брзо. Честа е да ви ги најавам денешните судии. Долгогодишни пријатели на ФД Кулинарското училиште. Ќе почнам од Кастриот, ќе кажам дека не следи нашата мисија, нашата визија, често е во Кулинарското училиште и како гостин, и како конзумент на едукативната настава која се води, а највеќе уживаме во неговите фотографии кои што ги прави, да кажам, така неприметно, од некој негов агол и кои што се едни од најдобрите. Ве молам голем аплауз Кастриот Пашоли. Со нас денеска Златко Пејковски, професор редовен на Факултетот на земјоделски науки и храна. Кај нас несебично го дели знаењето со младите идни готвачи, човекот кој што мене ме воведе во светот и науката за месо пред некои 15 на години, Злате. И многу сум благодарен и ден денеска
мојата потрага заедно со него по знаење не престанала, секојдневно правиме иновации, секојдневно работиме. Голем аплауз Златко Пејковски. Сега, што би ви кажал најкратко? Виенската шницла сакаме да биде крцкава, сакаме да биде сочна, панирањето да не биде многу тешко, да биде една лесна смеса, да речеме, која што ќе обложи шницлата. 45 минути за сите додатоци, за шницлата повеќе него доволни. Нека почнат веднаш. Да не бидам доседен кој секој пат, би сакал некое убаво парче месо, можеби риба, не знам. Традиционална виенска шницла. Телешко месо, веќе полуподготвено, од ружата на бутот, најмекиот дел. Ќе ви објасни професорот и зошто тоа месо е одбрано. Декоративно, лимон, капар, инчун, така наречена окото на шницлата, која што се послужува традиционално. Додатоци, мармалад од брусница, компир салата, ладно послужена. Што очекуваме при панирањето? Класична техника на панирање си направите станица, брашно, јајца и презла. Ќе му препуштам на Златко да ви објасни научниот дел. Да, кажа Чаловски дека бутот, месарите, касапите го делат на фрикандо, потоа или лажна печеница, како уште се нарекува, капа, ружа, шол. Ова што сега е земено е ружа, помекиот дел од месото. Треба да се избегнува фрикандо, таа лажна печеница, која е многу жилава. И како што може да се забележи, ова шницла е помината на една машина со двојни валци, сте забележале, месарите има двојни назабени валци, тендерайзер или омекнувач. За да не се чука со чекан, се поминува низ тие двојни назабени валци за да се омекне месото. Тука конкретно и по боја се гледа и употребено телешко месо. Денеска ви готвувам некој мефце. Па најлесно се готви свинското месо. Мислам, тука највеќе имам искуство, да речеме. Телешко месо, кај нас често ќе сретнете шницлата во свинска варијанта, пилешка или некој ако сака малку по-фит варијанта, може и со мисиркино месо. Меѓутоа, ние ја правиме традиционалната виенска. Нешто друго да додадете, да прашаме? Нешто, дали има прашање во овој дел? Лиде, нешто чувствувам дека сакаш да прашаш? Машината што прави фактички? Механички ги кине мускулните влакна на месото. И тие одедни големи, да кажеме, вериги на влакна, сега се мали и меки и лесни за конзумација и за Може да се гризење. користат и соли за омекнување на месото, ги има во маркетите, меѓутоа треба да се внимава на дозата и на време траењето на апликацијата, зашто ако претерате, а не се инактивира тој ензим, например папаин кој го има во солта, може да дојде до претварање на месото во каша, толку да се омекне да месото ќе постане каша. Значи се дозира на врв од нож и се дозира кратко време и треба веднаш после тоа термички да се инактивира за да не продолжи да действува ензимот. Значи можно и такво омекнување, освен со чукање или пак со тендерайзер омекнувач. Така е. Можам да се сетам дека истото прашање им го постави пред неколку епизоди. Има наградно прашање кој ќе погоди кое ово ќе омекнува месо, беше наградата, мислам, имунитет. Папајата омекнува природно месо, користи те папаја, неколку парчиња од кората на папајата се доволни да омекнат 2 до 3 килограми месо, бидејќи ензимот папаин е многу моќен, што рече Златко, може да дојде и до омекнување до таква фаза да месото буквално се претвори во каша. Тој ги раскинува аминокиселините, односно до пептиди, протеините ги раскинува до ниво на пептиди, па дури до аминокиселини, ако продолжи действото на папаин, не само папаин, и трипсинот, химотрипсинот и такви ензими од животинско потекло се користат. Мислам дека и кивито и ананасот содржаа мала количина на папаин, ако не се лажам. Ради тоа не може да се желираат истите, бидејќи папаинот ги раскинува тие желатински врски. Тие овие што ги спомнав од животинско потекло се од трипсинот, односно химотрипсинот од панкреасот. Но еве во комбинација со сол може да се додаде за омекнување, пак ќе кажам да се запази количината и време траењето на апликацијата. Не да го додадеме ензимот па да заборавиме
Нов ден, нова емисија, нов предизвик. Денеска сум расположен за да не одам во елиминација и се надам ќе ми се испуни жалбата. Дали се сложува Злате едно прашање вака од секој сум сакал да те прашам дека во името на тоа да јадеме меко месо многу го уништивме квалитетот на месните производи. Па така е, сега во принцип ако сакаме да биде месото меко, треба да потекнува животно кое не се движело многу. Мускулите кои земаат активно учество на бутот знаат да бидат и најжилави. Сега нормално дека ако некое теле било затворено и не се движело, ќе има покревко месо и неговата боја ќе биде побледа. Дури има млечни телиња кои се хранети само на млеко за да имаат бела боја. Сега некој вика тоа е анемично месо, нема доволно хемоглобин, нема доволно миоглобин, односно железо. Да, ако сакаме да има меко и кревко месо, животното треба помалку да се движи. Активните пасишни животни имаат пожилаво месо, но е па повкусно бидејќи тие се хранат со разни тревки на пасиштата. Јас сум секогаш за вкусот пред мекоста. Ако сме спремни, можеме да почнеме. Ана, спремна? Да. Данило, Мартин, Лука, Лидија, Александар, атмосфера имаме за работа? Да почнеме. Денеска нема да ризикувам, во зависност од тоа што ќе биде, дали ми е познато или не, но ќе гледам да е наједноставно и ќе се фокусирам на самото презентирање. Тоа ми е најслаба точка. Да не биде само така просто ставено како дома да си јадеш, туку да биде нешто пак поинтересно. Дали се договоривте кој што ја прави? Нема. Ваксум иде на обратно. Ај ти си? Какви се овие краставички? Во маринада, еве сега ќе ги пробам. Добро изгледаат. Интересно. Имаат копар веќе во нив. Ништо не се Мирисат? Не, добро. Добро. Јас се кога е расипано, ќе се осети во соседната просторија. Добро. Сега најдобро е, на лето јајцата имаат повеќе вода, бидејќи самите кокошки пијат повеќе вода, и самата лушпа е потенка, така да мора да се чува Секојаш е потенка лушпата во текот на лето. Да, потенкија, ето така. Опа, Ана ќе прави домашен мајонез. Да. Тоа е една од епизодите, Злате ни беше руска салата, правеа од нула. Тоа е домашен мајонез. А види, имаме и асистент. Више, личиме на професионална кујна. Мора. Видиш, тука прави лука мармалад од брусница. Традиционален. А чекај да викнеме и Кети. Тука ли не е Кети? О, хело, имаме гостин од Виена. Ајде, повелете од таа страна. Јас ја пречекам гостинката, моја драга братучетка. Значи, ви носам директно од Виена, љубител на виенска шницла, кој што може најавтентично да каже дали сме на добар пат. Кети, која беше твојата прва, да кажеме, средба со виенска шницла? Можам слободно да ви кажам дека печта шницла е едно од класичните јадења Австрија, Виена. Скоро во секој ресторан можете да јадете класична бечка шницла. Обично се сервира со салата од компир,
можете и обично зелена салата, со зелена салата да се јаде, али традиционалната бечка кујна, во традиционалната бечка кујна се сервира со култива. Атмосферата, како и секоја епизода е супер. Позитивни се и на проговорачите, колегите, да кажем. Шефовите се тука за помош. Секојаш е позитивни таман. Денеска атмосферата ми изгледа посмирена од минатиот пат. Спремни за предизвик нов, па ќе видиме што ќе биде. Сега копар само да не си видело тама. Чек. Ова многу помага за зачувување на вкусот, зачинските трети, мајчина душичка, да. Ајде, една капка, две. Добро. Како ти личи? Може да се кемшиш што малце. Ајде. Некако не ми личи. Не треба да брзам веќе. Не треба брзање веќе. Еве го. Сега почне да брзувам. Чех. Така да се смена? Не, сега више не е ми. Ето го. Добро ли да? Сърдината е добро. Масло сърдината. Атмосферата овде преубава. Самиот чин на готвењето, нели, дава да се чувствувам убаво. Убаво се здруживме со другите учесници, си комуницираме, споделуваме идеи, се надополнуваме. Убаво се поминуваме во секој случај. А самико? А, ова Што мојава девала испадна, па тоа. со калинка. Експериментирам како да се гласа. А мајчината душичка во месото ја ставаш пред пржење, така? Како? Во месото пред пржење. Не, ставим во салата на мол. А, во салатата. Да. Прво во презло, па во брашно, така? Прво брашно, А, па прво брашно, па па во презло, да. Да. Така. Само да фати ова заради презлот. А ми текна нешто, одма кога доаѓав нааму за оваа емисија, ми текна на сите критики, да речеме, што беа упатени, конкретно, нели, за моите изведби, дека бев критикувана прво, нели, првата емисија за накитот на рацата, го нема тоа веќе. Дека бев критикувана за големите порции, со право секогаш, за премногу декорација и за тоа, меѓутоа, никогаш не бев искритикувана за лош вкус на јадењето. Што ми даде еден кураж дека има надеж за мене понатаму.
атмосферата е како и секогаш жешка. Тоа се гледа по мене. Еве денеска си понесов бандана, си ги бришам маките од челото. Но се надевам дека на крајот исходот ќе биде супер. Бова е бојата, добро. Бојата е идеална. Јана има добро испржена слица, ми се допаѓа. И минута е многу, под минута. Полека тоа стави уште зејтин, те молам. Тоа ќе ти изгори многу брзо. Александар е добар, само видиш, веќе ти станала флафи, не флафи, него како се вика тоа, попримила влага. Да, требаше негде да ја оставиш да се цеди малци, да се воздух да циркулира, да не ја ставиш вака одма на тањир, бидејќи од топлината создава кондензација и станува, како се вика она, влажна станува презлата. Мислам дека веќе влеговме во зона каде што нема простор за многу големи експериментирања. Секојаш може да донесе експериментот нели бенефит, ама е голем ризик, така да мислам дека ќе останам на она што е основно. Извини, шеф, ништо. На помошнат. Таа одма во фриждерте, молам, чин. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Приметив дека баш кај тоа што сум најдобро, најчесто кикснул. Две ситуации имаше. Долго време, долги епизоди го спомнав рижотото и кога стигна рижотото, го зафркнав малце. Но не беше толку проблем во самото рижото, отколку што е секој пат главниот проблем кај мене, менаџирањето на времето. Пак ќе го спомнам, пошто тоа е едноставно клучното. Ме фаќа голема паника иако не треба. Така да се надам дека овој пат малце ќе се соземам. Може би најубаво да си напишам на лист што како ми е планот, па ќе биде помирно. Злате Кастриот, видовме еден организиран тим во кујната денеска. Се слагате? Организиран, меѓутоа малку и значи што повеќе трчање во кујна, тоа послабо е организацијата на ниво. Да знаете. Че сум работел во кујни кај што со големи букви пишува Do not run in the gully. Зашто големите кујни на бродовите ги викаат галии. Значи, трчање у кујна не сме веќе да ви се повтори, посебно не кога имаме врели тави полни со врел зети. Океј? Ножеви, тоа ни под разно носење вака, у паника. На крај ќе средите ножевите. Генерално го почувствувавте начинот како една кујна функционира и дали адреналинот ви е на ниво, дали сте задоволни од мармоладот од брусница, Да. тартарот, домашниот мајонез, Тартарот, да. што правевте друго заедно, компирот, Компир салата. задоволни сте? Сите као тим? Да. Дали има вашиот тим лидер? Има Кој? господино до мене. Дали едногласно го изгласавте лидерот? Не, еве сега ќе ми изгласа. Па да, едногласно Александар постојано сам се чувствува тоа дека ми е лидер. Донесете ни го вашиот лидер. Повели лидеру. Како би го оценил ти твојот тим? Ајде да почнеме Ана. Од 1 до 5. Ана Од 1 до 5. Збориме за тотал по сите
критериуми, од презентација до како ти изгледа првим па сега ќе пробаме и така. 5, добро. Мартин? 4. Дарежлив лидер. Бе, молам сменете го лидерот, дайте го лидер. Данило? 2. Ако е Мартин 4, 4. Данило би бил 4+. Лука? На жалост 3. Па ја би рекол и Мартин е добра тројка. Да. Александар? Неблагодарно сам да се оценувам. Не, слободно. Ти се оценуваш више, ова е 4. 4. Ана е 5, значи, а? Да. Ти си 4? Добро. Лиде? Тука малку е пак... Лидија? Лиде 4. 4. Сите би биле 4. Добро. Океј. Тогаш ќе пробаме, ќе ви известиме лидеру, ви благодарам. Вашиот тим нека се одмори. Ќе ви ги сообщиме резултатите набрзо. Благодариме. Ете така. Лидер сум и на помладите колеги на работа, така да не ми е нешто ново. Да ги поздравам воено и сите колеги од Жан Митрев клиниката, посебно што ми помогна, значи со помошно средство со капава од ангиосалата во Жан Митрев. Така да не ми е нешто ново. Значи веќе го знам како треба, така да и овдека сум презадоволен затоа што се снајдовме спонтано, секој си ја зема својата улога и на крајот беше успешно, мислам. Работам да како надреден на тимот, кај што повеќето не слушаат. Нормално веднаш ќе го пробаме, не мора. Имаме доста за јадење, така да мармалот, да. Мармалот, им се истори тоа ванила. Езенфијата. А рекоа дека се задоволни од мармалот. Ја воопшто не би бил задоволен. Мармалот нема шанси на линија да излезе ако ја го водам сервисот. Ќе му го вратам 3 пати. Може би претеравме со ванилата и идевме на варијанта да ја неутрализираме киселоста на брусницата. Меѓутоа претерано сме ставиле, значи внатре и кога пробувавме ни беше добро, меѓутоа шефовите кажа дека не е добро. Шницлата? Одлична. Одлична. Компирот интересен. Одлична. Компиров некако ми нема карактер. И мене исто. Нели без карактер е малце. Еве уште еднаш ќе му дам шанса. А сосот е карактерот. Од се сега сосот. Сака да биде. Не знам дали на Мартин Шницлова да ја пробуваме. Бидејќи најпрво е загорен зејтинот, второ Шницлова делува живо, а и се распаѓа ова бидејќи е во загорен зејтин и сигурно ова ќе горчи. Ја би ја скокнал, на крај ќе видиме. Еве има притисок од шефовите, има притисок, сега имавме тимска работа. И например првата шницла ме беше многу подобра од втората што ја ставив на порција, што им ја представив. И сега пак не разбрав зашто првата шницла ја тргнав на страна. Само некој ми спомна од шефовите дека имам време за нова и почнав нова. Тоа нема што да додам, едноставно. Немаше што да направам за да ја спасам таа ситуација. Времето си помине и тоа е тоа. Данило. Добре. Тартарот да го пробаме, не го пробавме до сега. Кај сите е исти, значи тартарот? Да. Добро, еднаш ќе ја пробаме. Модифициран малку. Со домашен мајонез. Професоре? Компирите и промената.
Данило, мислам дека и лук во компиреви има. Многу малку. Шницлата е сготвена супер. Панирањето е некако кршливо и бојата е доста потемна, имал исто некој загорување. Па после се борел со температурата. Компиров е топ. Браво. Сум задоволен, иако прв пат приготвувам бечка шницла, сум задоволен од крајниот исход. Лука да видиме. Че имам прво што е една шницла или две? Една, ма дебела. Ова му изгледа втората шницла, немаше време да ја подготви. Истото и кај мене. За 7 минути ја направи. И помоци. Не е добро. Нема компир. Тоа е тоа. Изгледа од целото брзање многу сол има ставено. Ова мојот е многу сол, мојот дел е многу солид. Дали ќе работам сам или во тим, се едно ми е, дејќи сепак пак секој си прави својата задача. Задачите се индивидуални. Добро, одиме со Александар. Ова е тоа чувство што би требало да го имаме кога се сече шницла. Значи ножот проаѓа као низ путер, панирањето идеално се задржува на шницлата, крцка се уште малку, има мала крцкавост, не знам тоа камерата дали би можела да чуе, али се уште има мала крцкавост. Ја би рекол до сега, на нож барвака, после Ана имаш исто перфектна, Александар, само да има уште на вкус и компирот сега ќе видам да го пробаме. Малце препржена. Нана беше посочна. Малку препржена. Ми се допаѓа компиров, добро идеја. Јас сум тимски играч во суштина. Можам индивидуално да се истакнам, меѓутоа секојаш е подобро за мене да имам тим позади мене. Тимска работа полеснува, меѓутоа со однапред добро изработен план. Сега овдека бевме договорени, ама некои моменти ги пропуштавме. Данило имаше добар компир и Нана не беше лош. Уште Лиде остана. Лиде пире, а? Да, ќе видиме. Класика, она Ја мислам дека, да, мислам. Шефе, дали дозволи да прави Лиде пире? Да, се договоривме уште пред. Уште претходно. А што рече Кети Увиена, со што се служи? Добро, вие служивте со ова, окей. Мислам Ништо страшно, не. Се задржавме во рамките на Да, рековме дека може со таа. Компир, добро е, се слагам. Така, добро. Пробајте го пирето пирето. уште. А тартар дали го пробав, дали има нешто? Пробане, добар ви. Тартарот е коректен. Тоа, дали да е коректен. Тартарот е сосема коректен. Зашто малку експериментира. Аха, твојот е експеримент. Извини, твојот не опробавме. Не цело исто. Само експеримент. Ајде да видиме, чекај сега повнимателно ќе пробаме, фала ти. Ајде. Ајде, злате тартарот да видиме. Дали знаат кој му е парче? Нешто бил специфичен. Чекај видиме.
Ја не знам више кој е моје парче. Кромит? Да, млад кромит. Да. И пошто во недостаток на павлака ставивме младо сирење издробено ситно со павлака малку на за готвењето. Ама мислам дека коректно. Да. По мен. Океј, се врши работата. Да. Без резервно сите се ги извршуваат своите задачи и затоа и беа успешни значи приготвените јадења што ги правевме заедно. Мајонезот, значи кој што беше матен на рака, иако морам да признам еднаш не ни успеа, во тајмингот го вметнавме и беше одлично. Значи тартар сосот го направивме исто што пројде, кажа и шефовите и судиите. Иако експериментиравме и мислам дека беше све освен сосот од брусница кој што ни најдоа забелешка дека има премногу ванил. Пробуваме на лиде. Што е солено? Што е? Нејадливо солено. Солено. Не знам што се случило. Нејадливо солено. Аха, солено. Нејадливо солено. Уф. Ме подсети на Радка, да поздравам, ја користам оваа можност, се надевам дека Тузла, која ќе види во некои продавници, јавува и дека намалила користена сол. Али пирето е добро. Пирето? Викаш добро? Дори месото е солено, мислам само панирано. Не. Тоа е специјално. Пресолено. Има дел несварен нешто. Пирето на Лидија, кајана. Јас денеска си се урочив сама себе, затоа што реков за се така онака истрпев критика, само никогаш не ме критикувале за вкусот. И денеска баш онака го претерав со сол. Така да, не, стварно сгрешив, сум 2 пати ставив сол и многу ми е, навистина ми е криво, заради тоа што шницелта беше по текстура многу добра. Значи, да не речам одлична. Меѓутоа, пресолена или како што рече Филип, нејадливо солена. И криво ми е. Професоре, да го пробам и на Мартин тањерот. Секако, така? Сепак не е до толку ќумуросано. Иако сите видовме и казетинот беше пред Треба да се избегне запалување. препржување за тоа што баш акриламидни соединенија се создаваат кога се менува бојата. Правилно е да е златно-жолта боја, ако се Слушайте, јави ве молам внимателно, што го изразита. зборам секоја емисија. Црна боја во готвењето не бараме, зошто? Ви објаснува професорот. Значи, тие акриламидни соединенија се канцерогени, не е добро да се препржува, препечува, да дојде до појава на црнило. Најдобро е не само за производи од месо и јадење од месо, туку и за храна која содржи јаглени хидрати, и за лебот не чини, за пецивата не чини да е бојата црна. Значи, треба да се внимава златно-жолта боја. Коректно е, тука има веќе препржување, темна, многу темна, Исто и однос црна на боја. арома и однос на вкус. Ова е горчина која што после тешко можеме да испереме со било што, горчина што ќе остане како спомен од Не само тоа, црнилото содржи тие акриламидни носи со соединенија себе се токсини, канцерогени, тоа канцерогени. не е добро за здравјето. кастриот. Ќе пробаш? Или е вака ќе пробам овој дел вака? Не, внатре е окей, само Внатре е окей, да. површински. Површински вака ќе исчистам, ќе пробам да видам најдобрите парчиња од центарот. Јас мислам дека како и да е, пак на крај се оценуваме како индивидуи. Мислам дека по-логички и по-убаво е сами да се работиме. Тимската работа, мислам дека убаво е така како претходниот пат, ако треба на некој нешто му се помага. А вака, например, тимски како што работевме сега, неколку работи ги имавме сите исти. И пак се оценува, нели, ве оценуваат кој е подобар, кој е полош. Сега, ако по неколку од компонентите се исти, не можеш баш убаво да поделиш кој повеќе направил во тимот, кој не направил, кој го правил едното, кој другото. Тоа е тоа, не должам, едноставно. Не дека не беше денот, ама лошо изиграв и тоа е тоа. Ајде, видиме.
Солена? Компиривен не си ми готови. Вој Бармојов. Уф. Сугерираш, не сугерираш. Све ствар укуса. Солено се забележи. И многу сол начини во храната влие врз големување на притисокот, тера на течноста. Колку идеално солени, професоре, на месо е. Многу пати сме Видете, работеле колбаси и плесјавици со тебе. Сензацијата на солено зависи од неколку фактори, колку има содржина на вода, например, кога има поголема содржина на вода, чувството на соленост е поизразено. Исто така киселост, ако е производот покисел, ако има, например, лимонов сок или оцет, истата концентрација на сол предизвикува сензација на поголема соленост. Сега, кај производите од месо, да речеме кај паштетата, најмалку сол се додава 1% или 10 грама на килограм, кај колбасите околу 17 грама или 1,7, а највисока содржина на сол има кај оние производи од месо кои се и суви, например пршута, сува печеница, кај нив може и од 5 до 6% да има сол. Како и да е, премногу сол, Почнувајте да размислувате во проценти. премногу сол не е добро. 1 до 2% е веќе на кај солено, оди на страната на солено. 2% е веќе солено. 1,7 до 1,7, 1,5, 1,7 затоа што при термичка обработка ќе изгуби околу 30-40% и ќе дојде на тоа ниво на 2%. Затоа малку резерва при додавањето на сол, не премногу, иако солта влие врз задржување на водата и на технолошките особини на месото, стабилност да има, да се не само водата и мастар, меѓутоа Не е лошо, со месото е исто така добар трик, малку и шекер да се стави. Тоа е за да се маскира прекумерната соленост, за да се постигнат реакциите на карамелизација, односно мајлардовата реакција кај што протеините доаѓаат, реагира со шекерите и доаѓаат до браунинг, покафејавување, само да не се претера од таа златно-жолта до кафена боја, да не премине во црна боја, што е многу лошо. Ќе разговараме со вашиот лидер за неколку минути. Не сум човек што се наметнува, ама ако треба и можам да бидам добар лидер. Малку сум строг, но сепак до негде и сакам перфекција на работа. А за лидер на група дали би можел, не знам, веќе многу лесно се нервирам, така да не знам. Лидерот, дали може да поразговараме со вашиот лидер? Тука е, добро е. Лидеру, оваја мајчка, те молам дај ја на член на твојот тим по име Ана. Благодарам. Победи. И тоа е награда за најдобрата виенска шницла на овој предизвик. Се надевам дека ти е точна, ако не е точна, ќе ја смениме. Нека те подсеќа и можеш да си ставиш тука Виенер шницел лого и да те подсеќа на твојата, стварно уживавме, еве не знам дали ќе се сложите, уживавме во дегустацијата, јас сакав и да си ја дојадам, искрено одлична, многу избалансирана, крцкав, мислам, крцкаво панирање, задржано до крај секаде исто, убава боја. Друго би додал, компирите не беа лоши, значи, али шницлата пресуди. Мислам дека беа праведни во однос на оценките. Супер ми беше спремена шницлата. Дури јас се изненадив од самата себе. Од мене толку. Оставам да каже збор 2 професорот. Да, јас би ги пофалил Александар и Данило како оптимум, една златна средина. Посебно ми се допадна кај Данило прилогот, компирот во кој имаше тревки, мајчина душичка, луки, некои така пикантни. Да, имаше мајчина душица, малку инчун, малку капари. Извонреден беше прилогот, како крема од калинка. Посебно добар беше. Благодарам. А исто Александар би го пофалил за прилогот
тартар сосот беше одлично направен. Благодарам. И севкупно и текстурата беше добра на шницлата, сочноста беше убава, оптимална соленост. Браво. Благодарам. Кога не експериментирам, ми оди од рука. Кога експериментирам, не ми оди ништо. Да го повикаме од Лука најпрво. Да. Така. Или со лидерот да разговараме цорен. Да разговараме со лидерот. Најдобро не е така, па ќе му пренесете на Лука. Лидерот требаше мармаладот прво да го проба сам. Не знам дали го проба или не. Да. Знаете како, тука одевме на варијанта, брусницата има стварно голема киселост и сакавме да ја побиеме со ванилата. Меѓутоа, можеби малку е... Ја убивте. Ја убивте, да. Ама и нас не убивте со Да, ванила. мислам, добро, најверојатно претеравме малку. Нас не ни пречеше веќе, кога пробуваш еднаш, два пати веќе нели се навикнува некцето, како викат. Меѓутоа, ете, било многу. Лука не беше многу лош, бидејќи има среќа што имаше две други поголеми грешки, како грешката на Мартин и на Лидија. Таквите грешки на рестораните им коштат многу. Тоа е лошо ревју, на келнерот нервоза и на газата гратис флаша вино, дури и десерт можеби, пошто многу солено беше месото на Лидија и кај Мартин беше изгорено И солен. и солено, така да за Мартин и за Лидија вие двајца одите на елиминација. Да, се надевам ја дека како претходниот пат во елиминациите ќе бидам добар, ќе бидам во подобрата половина. Тоа е тоа, веќе сме многу помалце. Колку сме десетина, така да очекувано беше да биде по тензично, но сепак пак ќе кажам јас на почетокот, иако мислев дека тогаш ми е постресно, пак на почетокот кога ми беше се ново, поубаво работев отколку сега кога веќе сум навикнат. А денес од моето јадење не сум задоволен. Првата шница ми се проврна во маслото и беше хаос. После втората немаше време, али мислам дека втората за 7-5 минути што ја направив беше супер. Кастриот, фала ти, се служувам со се што кажа, се служувам и со тебе, Злате. Имавме супер примери како би требало шницлата да се подготвува. Имавме супер тимска игра, направија сами мајонез, на што сум посебно горд, направија сами мармалад, каков и да беше уиднина, сакам све да се проба од страна на секој од вас. Не сме да излезе таква заедничка компонента, сите губите у тој случај као тим. Индивидуално би рекол дека за Мартин, што би рекол, прашањата неколку пати сакав да те насочам да не направиш грешката со толку малку масло, бидејќи брзо гори, не можеш да пржиш во толку малку масло, толкава шницла. Сигурно ќе ти загори, значи мора да има количество, некој бар 2 до 3 сантими да ви имаш масло. Во тавата за Лиде се изненадив. Прво, кога видовме беше толку добро на изглед, рековме ова ќе биде најдобрата шницла, тоа си го помисливме, искрено. Пирето беше коректно, пирето, меѓутоа, кога ја пробав шницлата, како да кажам, нема, тоа беше неадливо. Ставив кај што не треба. Не знам дали два пати си посолила или брашното, па се заборавила. Не само брашното, примено и месото. Уиднина, ако имате тимски надпревар, шефе, те молам, прашувај го тимот, води го до победа. Шефот на тоа би требало да се грижи, да го води тимот до победа. Сепак финесите одлучат, тоа сакам да го разберете. Ова е надпревар на финеси. Ова е надпревар од кој што сите ќе излезете подобри готвачи. Подобри луѓе, па и подобри, да речам, ќе има некое друштво, ќе се дружиме. Така? Точно. Аплауз за сите вас, се одјавуваме. Сепак во добро расположение одам во елиминации. Тимската игра ни е супер. Добро се забавувавме, малце се уште пртлявме, ама на крај онака се излеза супер. Едни правеа тартар сос, други правеа
компир салата, трети мајонез, сите бевме уиграни, колегијални и тоа функционира. Добро расположение, може би не донесе толку добра храна, ама расположението останало, бидејќи спасив глава за влакно, така да среќен сум од тај аспект. Јас сум задоволна од тоа што го направив. Може би сервирањето можеше да биде подобро, меѓутоа некако оставив се за последен момент. Меѓутоа добро испадна. 180 степени во оваа епизода докажа дека тимот носи победа. Јас исто ќе поздравам од тим на суди, ви благодарам, ми беше чест. Се гледаме во некој од следните епизоди. Поздрав и добар апетит. Пробувајте, гответе и експериментирајте.